Стојаково е едно од поголемите населени места во општина Богданци. Во него живеат околу 2000 жители и има повеќе од 500 домакинства. Како што минувале годините, така се менувал и животот на местното население. Селаните од секогаш биле здружени, заеднички се грижеле за уредување на своето родно место. Како развиена селска населба, Стојаково ги има сите услови за живот, а близината со Гевгелија овозможи голем дел од младите да се вработат и да не заминуваат во странство. Населението во главном се занимава со земјоделие и со мало стопанство. Нема тренд на иселување. Инфраструктурата е солидна, значи водовод, канализација, улична инфраструктура. Нормално, секојаш има нешто да се доработи. Во моментот сме во подготовка на поголем проект. Тоа е една главна артеријална улица со атмосферски одвод во должина од километар и пол, која се надевам дека до средината на следната година ќе се реализира. Инаку во селото има основно училиште, Кирил и Методи, 2 цркви, православна и католичка христијанска црква. Жителите од Стојаково ги имаат речиси сите услови за реализирање на секојдневните потреби. Тука веќе долго време функционира и фудбалски клуб. За најмладите членови, но и за секојдневна рекреација на жителите, во селото има изградено и спортско игралиште. А на влезот од селото има и установа за згрижување на дечињата од предшколска возраст. Има градинка, има болница, имаме спортска сала, еден бенефит кој што младите пред мене, пред мојата генерација го видеа, го осетија, го доловија и амбиентот и атмосферата. Тука постои фудбалски клуб во мал фудбал, кој што да се пофалам година, славиме 10 години јубилеј. Како член на управниот одбор можам да кажам дека клубот има големи амбиции да се надпреварува до година во најелитното надпреварување. Сега се надпреваруваме во втора лига, но до година ќе биде во прва, се надевам, со малку повеќе труд, малку повеќе напор и малку повеќе финансии. Нормално, гледате, имаме тука и ноќен живот, имаме 2 кафичи, колку толку народ има, се врти, доаѓаат од страна. Старото име на населбата е Трново, но пред неколку векови, со доаѓањето на болеста чума, жителите на ова место биле принудени да ги напуштат своите родни огништа и да побараат ново место, на кое ќе подигнат нова населба. Местото на кое се населиле е всушност денешната територија, на која се наоѓа Стојаково. Пушталникова болест во тоа време се појавила болест, колера или што е, не може да се каже никој, и кажале ќе поднеса тука. И Шипка, като види името Стојаково, некои легенди што кажуваат дека требало да најдат пред да заграда селото 2 вола близнака, што се близнаци, и двојца праќаат горачи што ќе бидат близнаци да бидат, да удрат еден круг околу селото со рало, за да трае Стојаково. И за време на орањето да извикаат Стојако, да стоја јако. И по тоа добијала им Стојако. На патот кој води од Стојаково до Селемлија се наоѓа така наречената Височинка чука. На предлог и иницијатива на Никола Шелдаров, граѓаните се одлучија на местноста викана Чука да се изгради црква, а околината да се претвори во културно-историски, верски и спортски рекреативен центар, наречен 25 мина. Самата Височинка има своја историја. Тука се случила Првата светска војна. Прекрасно место, а Стојаково ќе стане препознатлив токму по овој комплекс.